Управата за финансиска полиција до Основното јавно обвинителство Скопје поднесе кривична пријава против Марко Бислимовски во својство на председател на Регулаторната комисија за енергетика за злоупотреба на службената положба и овластување. Според пријавата, Бислимовски не му ја одзел навреме лиценцата на Тритерол Петрол Доел Скопје на Љупчо Пецов, викан Дјаволот, обвинет во случајот Синџир за фиктивно затајување данок. Наместо да донесе решение за одземање на лиценцата, пријавениот донел незаконско решение за прекин на постапката, со што лиценцата не била одземена на 15 јануари 2024 година, туку дури на 14 април 2025. На тој начин, како што се наведува, му овозможил на правното лице противзаконски да продолжи со вршење на енергетска дејност во период од околу 15 месеци по истекот на законските услови, како и да учествува и исклучува договори во постапки за јавни набавки. Со ваквото постапување според финансиската полиција, Бислимовски ги повредил прописите кои бил должен да ги спроведува и овозможил компанијата Тритерол Петрол да оствари вкупен промет во износ од 194.520.962 денари, како и да се стекне со противправна имотна корист во висина од 14.093.576 денари, објави финансиска полиција. Регулаторната комисија за енергетика, водни услуги и услуги за управување со комунален отпад, како и председателот Марко Бислимовски, истакнува дека се отворени за соработка со сите надлежни институции со цел да се расчисти случајот, што јавноста го дозна преку финансиска полиција. Од комисијата информираат дека постапката за одземање на лиценца на компанијата Тритерол Петрол е спроведена целосно согласно Законот за енергетика и правилникот за лиценци, при што истите критериуми и рокови се применували за други компании и баратели на лиценци. Регулаторна нагласува дека нема да коментира детали од случајот, оставајќи ги надлежните институции професионално да си ја завршат својата работа. Инаку Управата за финансиска полиција до Основното јавно обвинителство Скопје поднесе кривична пријава против Марко Бислимовски во својство на председател на Регулаторната комисија за енергетика за злоупотреба на службената положба и овластување. Просечната плата во земјава во 2024 година пораснала номинално за 9,2%, а реално за 5,1%, додека очекувањата се инфлацијата во текот на годинава да не надмине 3%, посочува гувернерот на Народната банка Трајко Славески. Во осврт на протестот на Сојузот на синдикати на Македонија за зголемување на минималната плата и на останатите плати, гувернерот нагласува дека е важно решенијата за растот на платите да се темелат на постојните законски рамки и на економски одржливи критериуми. Славески потсетува дека Законот за минимална плата предвидува автоматско усогласување на минималната плата во март, врз основа на законски утврдена формула, при што е обезбеден праг од 57% во однос на просечната плата. Во тој контекст, тој укажува дека меѓународните препораки, вклучително и оние на Меѓународната организација на трудот и Европската унија, упатуваат на значително пониски соодноси меѓу минималната и просечната плата. Појаснува дека корекцијата на платите треба да ја земе предвид и претходната инфлација, за да се надомести евентуалното намалување на куповната моќ. Факт е дека платите во земјава бележат раст, а инфлацијата е под контрола. Неопходно е преговорите за платите да се водат одговорно и врз основа на реалните економски услови, наведува гувернерот на Народната банка. Премиерот Христијан Мицкоски уште еднаш порача дека нема да има уставни измени се додека не бидат, како што рече, исполнети најмалку два услови: за гарантирани права за македонската заедница во Бугарија и гаранција од Европскиот совет за македонскиот народ и држава дека тоа ќе биде последната отстапка и дека веќе нема да има нови билатерални вета, омаловажувања, понижување и обструкции од кои било од субјективни причини, нови придавки и додавки поврзани со Македонија и македонскиот идентитет. Мицкоскиот собраниската говорница истакна дека е подготвен да оди до крај за ова побара поддршка од сите политички субјекти, повикувајќи ги претениците да донесат заедничка резолуција со единствен државнички став. Премиерот уште еднаш повтори дека додека е премиер нема да се случат уставните измени без да се исполнат двата услови:
и ги повика и пратениците кои во иднина би дошле да не се согласуваат со ставот на пратеникот кој го поставил прашањето за уставните измени без гаранции. Исто така додаде дека на македонците во Бугарија им се одземени сите права. Сега бараат само здружение кое би се борело за правата на македонската заедница во Бугарија. Им се одземаат правата на своја културна автономија, да општат на својот мајчин македонски јазик, да говорат на својот мајчин македонски јазик, да танцуваат на своите македонски песни, да ги почитуваат своите македонски обичаи. Тие бараат сега само да имаат можност ОМО или Индемпирин да биде организација која ќе ги застапува правата на македонската заедница во Бугарија, додава Мицкоски. Продолжува протестот и блокадата на повеќе гранични премини за влез и излез од државата на товарни моторни возила. Превозниците од Македонија, Србија, Босна и Херцеговина и Црна Гора на 26 јануари започнаа протест со блокада на граничните премини за влез и излез на товарни моторни возила од државите, кој ќе трае до надминување на проблемот за евиденција на престој на возачите во Шенген зоната. Граничните премини кои се блокирани се Деве Баир, Делчево, Новосело, Дојран, Богородица, Меджитлија, Ќафасан, Блаце, Блато и Стење. Затворени се граничните терминали за влез на товарни моторни возила на територија на нашата држава и на коловозните ленти на самите гранични премини за излез од државата, но само на делот за товарен сообраќај. Како што информираат од АМСМ, сообраќајот на државните патишта се одвива непречено по претежно влажни коловози. Интензитетот на сообраќајот на патните правци надвор од градските средини е умерен. АМСМ препорачува прилагодена брзина на движење, почитување на поставената сообраќајна сигнализација и внимателно управување со возилата, особено на патиштата низ котлините, речните долини и клисурите, каде има можност од појава на одрони. Ова посебно се однесува за Делниците, Катланово, Велес, Маврово, Дебар, Струга, Виница, Берово и Кочани, Делчево. Британскиот премиер Кир Стармер изјави дека тој и кинескиот претседател Си Џинпинг постигнале добар напредок во однос на царината, патувањата и миграцијата на нивниот состанок, со што односите меѓу двете земји се доведени на силно ниво. Направивме навистина добар напредок во поглед на царината за виски, безвизното патување во Кина и соработката во споделувањето информации за нелегалната миграција, изјави Стармер во Пекинг по 80-минутниот самит со кинескиот лидер. Разговарале за тоа колку ќе биде намалувањето на царината за виски и во која временска рамка, како и за споделувањето информации за малите чамци што се користат во нелегалната миграција во Велика Британија, како дел од поширокиот стратешки фокус на безбедноста и одбраната. Си Џинпинг по средбата со Стармер порача дека меѓусебната доверба е основа на траен однос и дека Кина и Велика Британија треба да ја прошират соработката во низ области, вклучувајќи го образованието и здравството. Ова е втора средба меѓу двајцата лидери и е кулминација на повеќе месечните подготовки за посетата на Стармер, која има за цел ресетирање на односите меѓу двете земји. Германскиот канцелар Фридрих Мерц изјави дека пристапувањето на Украина во Европската Унија до почетокот на следната година не е реална цел, нагласувајќи дека тоа е долгорочен процес. На тој начин Мерц ги намали очекувањата поставени од украинскиот претседател Володимир Зеленски, кој ја постави 2027 како очекуван датум за членство. Германскиот канцелар нагласи дека секоја земја кандидат прво мора да ги исполни копенхашките критериуми, кои вклучуваат низ за политички, економски и законски услови, и дека овој процес обично трае со години. Можеме постепено да ја доближиме Украина до Европската Унија, додаде тој. Украина доби статус на кандидат за Европската Унија во 2022 година и го заврши процесот на анализа на усогласеноста на законодавството минатата година. Киев се залага за забрзан пристап во услови на тековните мировни преговори со Москва, тврдејќи дека членството е клучно за повојната обнова и безбедност на земјата. Мислењата за пристапувањето на Украина остануваат поделени низ Европската Унија. Европската комисија наводно разгледува план за пристапување во две фази, што би овозможило на Украина
побрзо приклучување со привремено ограничување на некои членски права. Во Холандија пак либералната партија, за која се очекува да ја предводи следната влада, поднесе предлог до парламентот со кој се повикува на брз пристап на Украина. Комесарката за проширување на Европската унија Марта Коси изјави дека многу земји членки го поддржуваат забрзаниот пристап на Украина, но нагласи дека тоа не може да се случи без спроведување на потребните реформи. Времето денеска променливо облачно со повремени локални врнежи од дожд, а на планините од снег. Побилни врнежи ќе има во јужните, а во текот на ноќта во западните делови. Ќе дува слаб ветер претежно од северозападен правец. Во Скопје е променливо облачно и тивко време со повремени врнежи од дожд. Според управата за хидрометеоролошки работи, утре не очекува променливо облачно време со врнежи кои на планините ќе бидат од снег, додека на повисоките места ќе има мешавина од дожд и снег. Пообилни врнежи ќе има во недела, кога ќе преминуваат во снег и во некои од пониските места, предупредуваат метеоролозите. Од понеделник се очекува стабилизација на времето, но со ведри утра и значително ниски утрински температури.